пак ќе дојдеме на познати родители, ќе добие се поправи од тројка на петка, детево нема појма, а некој се труди, работи, му ставаат четворка. Затоа што е на нормални родители кои што не се познати, кои што не се некои функционери, не се директори. Тука е поделбата. Јас затоа реков системот треба да се исече скроз. Например, сега имаш ти како што си беа порано совети на професори, сега совет на родители. Совет на родители, освен темата и секогаш дека децата се во право. Јас не велам дека наставниците сите се добри и дека сите си ја вршат професионално работата. Секогаш на било кој состанок на совет на родители, по некоја случајност бев и јас член таму. Значи јас бев во ситуација ставена да треба да ги бранам професорите. Затоа што сопственото дете го брани за нешто што направил, дали скршил прозор, го брани затоа што па добро да е направил бења, меѓутоа не треба да се носи на педагог. И како да не се да го наградиме. Педагог да повиши тон професорот, наставникот, не е битно, се љутат, се навредуваат, имаат право да ги пријават. Наставниците, професорите не е важно. Тоа време во кое што ние сме се школувале, какво и да било, што и да било, може претерувале професорите на пример со некои ригорозни превземања на мерки. Имало и физички контакти. И физички контакт. Не го оправдувам и тоа. Меѓутоа дека сега треба да се пред се учениците и да не се почитуваат никакви правила, тоа дете прво оди во образовна и воспитна установа.